Завршија потребните подготовки околу музичката организација на 30-тото јубилејно издание на Макфест. Музичките numери се познати, редоследот како ќе се изведуваат исто така. Ревискиот оркестар е подготвен, а веќе се осмислува сценографијата. Организаторите очекуваат се да помине во најдобар ред. Треба се каже дека останатите работи кои што луѓето не ги гледаат, течат во најдобар ред. Завршени се сите тендери, подготовките околу озвучувањето, осветлувањето, сценографијата и останатите работи се за сега во најдобар ред. Се надевам дека до трети практично Макфест ќе биде топ подготвен и ќе имаме уште еден добар фестивал. Панајотов е еден од организаторите на Макфест буквално од самиот почеток. За разликите, односно како било некогаш и како е во последниве години, расчепка по спомените и констатираше дека во изминативе 30 години имало повеќе промени во концепцијата. Макфест во основа изминатите 30 години ја менува и својата концепција. Ако погледнеме првите години, беше фестивал кој што обединуваше се што беше најквалитетно, највредно од музичката продукција, од аранжери, бидејќи Макфест во основа е фестивал на автори, на создавачи на песни. Ги имавме речиси сите, без исклучок, сите актуелни познати имиња од поранешната СФРЈ. Имаше еден обид, неколку години беше фестивалот интернационален, меѓународен, со меѓународна вечер, кога имавме навистина интересни имиња кои што доаѓаа од светот на музиката, не само од Европа, тргнувајќи од Пиеро Кото, Беатриче Дали и останатите. Како и да е, последните години се повеќе задржуваме на оние сили кои што значат нешто на просторот на Македонија. Штипјани со поделено мислење околу тоа како било некогаш и како е сега. Некои од нив и со идеи што треба да се направи да се врати времето на кое тие се сеќаваат. Фестивалот мора да биде со квалитетни пејачи, сериозни пејачи, квалитетни, добра организација, пропаганда најнормално, да тоа повторно граѓаните на Штип живеат со фестивал. Подобро, мислам дека е подобро сега отколку порано. Затоа што сега општината го презема да биде. Има многу доста хитови од Макфест. Ке ми кажете ли еден хит што во моментот ќе се сетите? Кога те нема, Хелена Благне, не можам да ја заборавам. Мој бисер од Макфест е бисеро, моме бисеро. Ние во тоа време живееме, тоа беше празник, тоа беше народ. Па отидеме на отварање, свече отварање, па се дига знаме. А некако сега треба тоа да се обнове, да му се даде малку едно друго обележен Макфест. Остануваме во исчекување да видиме што ќе се случува оваа година на јубилејното 30-то издание на Макфест. Ќе има ли поголеми изненадувања за верната публика? Она што со сигурност го потврди Кирил Панајотов е дека легендарната Вера Јанковиќ нема да е водител на фестивалот. За тоа кој ќе биде нејзиниот наследник, преговорите се во тек.